Францускиот производител на автомобили Рено својот SUV во C-сегментот, моделот наречен Аустрал, за прв пат го лансираше во 2022 година. Денес, 3 години подоцна, дојде време за мало моделско освежување. Новиот Рено Austral е креиран за да обезбеди удобно возење и во дневните градски циркулации, но и на подолги семејни или бизнис патувања. Опремен е со комплетно хибриден E-Tech мотор со 200 коњски сили и автоматски менувач. Во врска со новиот Рено Austral, Бруно Вранел, подпредседател на одделението за производни перформанси на Рено, изјави: Рено Austral треба да има клучна улога во нашата офанзива во C-сегментот. Уникатен на пазарот, тој е компактен автомобил што размислува на големо. Има многу простор во интериерот, особено благодарение на лизгачките задни седишта. Има ефикасен, фул хибриден E-Tech погон со моќност од 200 коњски сили, како и опрема во кабината со која може да си конкурира со возила од повисоката класа, со својот систем за препознавање на возачот, со активирање на автоматски профил, со вградени системи како што се OpenR Link со вграден Google. Разноврсен и многу повеќе посакуван, со својот модерен изглед, новиот Рено Austral ги има сите квалитети за да допре до многу повеќе клиенти. Најголеми промени кај освежениот Рено Austral се направени во надворешноста. Изведени се нова хауба, браник и маска напред. Во предниот дел, околу логото, се поставени повеќе мали детали во диамантски облик, кои се изработени во препознатливиот дизајнерски мотив на автомобилите на Рено од повисоката класа. На деталите е внимавано и при изведувањето на предните и задните светла. Популарната комбинација на бои на каросеријата и главно црниот кров сега оди како стандард од нивото на опременост техно. Црни заштитни линии се протегаат и во долниот страничен дел на возилото и го штитат задниот дел, вратата и крилото од камчиња и парчиња асфалт. Предните светла се со Adaptive LED Vision технологија како стандард. Matrix Vision технологијата на предните светла контролира поголем број на LED сијалички кои ги насочуваат сноповите светлина за идеално осветлување на патот, истовремено спречувајќи опасноста да се заслепи возачот кој доаѓа од спротивната насока. Кога за прв пат ќе влезете во вашиот нов Рено Austral, благодарение на системот за препознавање на возачот, кој користи камера поставена во кабината, имате можност да го сетирате вашиот индивидуален профил преку мултимедијалниот екран. Овој профил може да се активира автоматски кога ќе влезете во автомобилот, а профилот опфаќа повеќе детали, како што се домашното мени, омилени радио и други мултимедијални станици, позиција на возење со која се подесуваат седиштата и ретровизорите според вашите димензии и преференции и Google апликациите. Камерата на овој систем прави скенирање секогаш кога некој влегува во автомобилот. При тоа, прибраните податоци од скенирањето не се праќаат никаде, туку остануваат само за потребите на автомобилот. Во интериерот, новите седишта нудат подобрена латерална поддршка и поддршка за рамењата. И акустичната заштита е подобрена со новите гумени заптивки на вратите, новиот дизајн на ретровизорите, со кои се намалува бучавоста што ја создава ветерот, а на најопремениот модел поставена е и посебна заштитна акустична глазура на прозорците од предните врати. Багажниот простор варира од 527 до 1736 литри, зависно од конфигурацијата на задната клупа. Во интериерот, патниците можат да уживаат во 9 или 12,3 инчен дигитален дисплеј, чувствителен на допир, што се комбинира со 12-инчниот дигитален инструмент кластер поставен зад воланот.
Дополнително на возачот на располагање му е и head-up дисплеј со големина од 9,3 инчи. За мултимедијалното задоволство одговорен е OpenR Link, мултимедијалниот систем со вградени Google опции и апликации, вклучувајќи ги и Google Maps навигацијата, Google Assistant, гласовна контрола и Google Play со 50 расположиви апликации. Нова е и функцијата Take a Break, или во превод Одмори се. Камерата, која ги распознава ликовните функции, препознава кога возачот ги затвара очите, фреквентно трепка или поспано ја отвара устата. Во тие ситуации, системот издава аларм, со што го предупредува возачот дека е време за одмор. За новиот Аустрал изготвени се специјални алуминиумски тркала од 18, 19 и 20 инчи. Што се однесува до моторите? Првиот е благиот хибрид, mild hybrid, со моќност од 160 коњски сили, составен од 4-цилиндричен, 1,3 литарски турбомотор на бензин со директно вбризгување, кој е поддржан од стартер, алтернатор и 12-волтна литиум-јонска батерија спарена со CVT автоматски менувач. Вториот, full hybrid E-Tech погон со моќност од 200 коњски сили е составен од 3-цилиндерски, 1,2 литарски турбомотор на бензин и 2 електрични дополнителни мотори. Новиот Аустрал од 0 до 100 км на час развива за 8,4 секунди. Новиот адут на Рено ги има повеќето системи за напредна помош на возачот, како што се Active Driver Assist, што ги комбинира адаптивниот темпомат со возењето во средишниот дел од коловозната лента. Следат системите за предупредување во случај на пребрзо возење, одржувањето дистанца од возилото пред вас, системот за препознавање на сообраќајни знаци, одржување на возилото во коловозната лента, активен систем на сопирање во случај на опасност, предупредување во случај на опасност од мртвата точка во ретровизорот, предупредување во случај на излегување од лентата, предупредување во случај на замор на возачот, предни, задни и странични сензори за паркирање и многу други нешта.